Венко Филипче и Ден Дончев важат за едни од најблиските луѓе и соработници на Зоран Заев. Истите двајца, Ден Дончев и Венко Филипче, се замешани во безброј скандали и афери, но еден од најкоруптивните случаеви на оваа влада, што ги поврзува и двајцата, е случајот Рекет 2. Случај преку кој што се изнудувале пари од фирмата Диамет. Јавното обвинителство потврди дека против Ден Дончев се води истрага и има поднесено кривична пријава. Ден Дончев изрекетирал 824.000 евра од фирмата Диамет. Замислете, Ден Дончев изрекетирал од фирмата Диамет 824.000 евра само за да им ги врши навремено исплатите кои што законски им следуваат на оваа фирма која се занимавала со диализа. Зошто јавностот како дозна за овој случај, со право го поврзуваше и Зоран Заев како дел од овој рекет? Затоа што човекот кој што ги земал парите од фирмата Диамет и ги разнесувал, бил истиот човек кој што е осуден веќе во случајот Рекет 1, каде што ги зема парите во Луи Витон торбата. Очигледно, главата на октоподот Зоран Заев, еден ист човек користел за собирање на рекетот од бизнисмените. Истите Ден Дончев и Венко Филипче се обидоа насилно да спречат продажба на фирмата Диамет на странска компанија од Европската унија, бидејќи биле свесни дека нема да можат понатака да рекетираат компанија од Европската унија и ќе бидат разоткриени зашто ќе понатака и ќе одговараат. 824.000 евра е сумата која што Ден Дончев ја изрекетирал, уште еднаш потенцирам, од фирмата Диамет, за да истиот тој Ден Дончев ги исполни обврските кои му ги налага законот како директор на Фондот за здравство. Ова се докази кои веќе се во обвинителството и за кои се води постапка и веќе јавноста е запознаена преку медиумите. Од ова нема бегање. Знаејќи го сето ова, Зоран Заев уште јавно вели дека Ден Дончев се повлекува од приватни семејни причини, бидејќи морал да се сели во Австралија, земјата од каде што дојде да работи тука. Со ова Заев однапред се обиде да ни најави кој би бил следниот планиран чекор на Ден Дончев откако ќе се отворат границите. Коруптивноста и криминалот се главната работа која што извршуваат функционерите на СДСМ. 3 години ништо друго не прават, само единствено се занимаваат со корупција и со криминал, но не да спречат, туку самите да ја реализираат. За овој криминал мора да одговараат и тоа веднаш штом Зоран Заев си замени и ги ослободи канџите од правосудството. Благодарам. Повелете со прашањата што стигнаа до пресцентарот. До пресцентарот на ВМРО ДПМН пристигнаа 3 прашања. На првите 2 може да одговорите со еден одговор, бидејќи се во ист контекст. Гласат вака: Господин Арсовски, дали е можен компромис меѓу власта и опозицијата за одредување можен датум за предвремените парламентарни избори? Дали очекувате нова лидерска средба на која консензуално ќе се одреди термин за изборите? И прашање уште едно, дали има некакви контакти или неформални разговори со власта за избори, кога би била наредната лидерска средба и дали за ВМРО ДПМН би бил прифатлив датум во јули? Добро, накратко ќе одговарам и на двете прашања. Сето ова е можно доколку има приближување кон ставовите. Од една страна имаме рационални ставови во однос на организирање избори кои што се пласирани од нас како ВМРО ДПМН и со кои што се согласуваат граѓаните. Од друга страна имаме ставови кои што се небулозни, конфузни од страна на СДСМ и кои што се единствено во насока да се обидат да спасат нешто од нешто и од онаа кариера која што остана, криминална кариера на Зоран Заев. Во моментов нема приближување на ставовите, но како што реков, доколку има приближување на ставовите, сето ова е можно за нас, како претходно, така и во моментов. Најважно е да се грижиме за здравјето на граѓаните, да се испочитува здравјето на граѓаните, а еве имаме и од друга страна, само во вчерашниот ден, 4 мртви од коронавирусот и 19 заболени, што не укажува на стивнување на целата пандемија, туку покажува дека пандемијата дури и не може да ја контролираат оваа влада предводена од Зоран Заев, Оливер Спасовски и Венко Филипче. Така да конфузни се и единствено што ги интересира е личниот интерес. За нас најважно е здравјето на граѓаните, избори во прв момент да се реализираат кога ќе има услови, но како и да е, кога и да бидат изборите, ние ќе победиме. Но за да има избори треба да најважно е најпрво здравјето на граѓаните. И третото прашање,
Зоран Заев вчера имаше изјава дека ако треба тој ќе каже дека го донел од Кина вирусот, односно коронавирусот, само за да се оди на избори. Кој е вашиот коментар на оваа изјава? Зоран знаеме дека не е виновен за носењето на коронавирусот од Кина, но очигледно дека периодов имал време да поработи малку на сарказмот и да вежба сарказам, но еве го повикуваме да го остави сарказмот за некои други времења кога навистина ќе му треба да се насме и ведрина и која ќе биде под сериозен притисок. Зоран Заев не е виновен за носењето на вирусот од Кина, но е виновен за многу други работи како тендери, скандали, корупција и така натака, зашто подоцна и ќе одговара. Во моментов потребна ни е сериозност наместо сарказам. Сериозност затоа што ова е сериозно време каде што секојдневно гинат луѓе, а не да си поигрува со судбината на луѓето и чувствата на луѓето, на сопствените граѓани со ваков сарказам. Целата ситуација упатува на сериозност, а сериозноста вели дека треба да се работи малку по-сериозно на целата ситуација, да не се расфрла со саркастични изјави и, како што рекови во одговорот на претходното моје прашање, најважно е во моментов здравјето на граѓаните, бидејќи согледувајќи ги сите оние параметри на секојдневна бројка на луѓе кои што умираат од коронавирусот и ново заболени, тоа упатува дека во моментов најважно е здравјето на граѓаните и да се стиши ова пандемија, а не да се врши спас на кариерата на Зоран Заев, што практично и невозможно, но барем да се обидат да ја спасат.